Тогаш не е чест кога го имаме Благој Нацовски тука. Овој пат повторно со повод и некако ако ја вратам историјата на неговите гостувања во наша утринска програма изминатиот период, секогаш имало повод. Ама и овој период е некако од година. И секогаш имало повод. И секогаш се враќал со повод. Така, но сега убав повод и убав юбилеј, 20 години, на 4 февруари ќе се прослави Благој Нацовски дома на домашен терен пред својата македонска публика. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Се надевам дека емисијата во иднина ќе ви трае малку подоцна, па да не треба да станувам толку рано. Имаш проблем со станувањето рано? Па, немам проблем толку со станувањето рано, меѓутоа театарските проби се секогаш малку подоцна. Да. 10 е нешто ретко во некои театри да се започнува, да речеме од 11 понатаму, така што не сум навикнат да едноставно мускулите се уште не ми работат. Да функционирате толку рано. Тој се првиот гостин извини ова на пред првото прашање, сега се смеевме бидејќи режисерот Илија што беше вели јас работам навечер и немам легнато денеска за да дојдам на емисија, па сега допрва ќе си одмарам. Ќе го потсетам Благоја на едно интервју кој што го имавме за време на короната и дали ти текнува дека кажа дека си излегол од границите на функционирањето претходно, од твоето нормално и со твоето домашно милениче, куќето како се викаше? Ера. Така, дека уживавте во утрински прошетки. И кога градот е празен, јас тоа го памтам во Дженова, така? Добро се разбира, во текот на пандемијата се беше се смени. Извртано и сменато и ете тоа не може да го земеме за репер за понатаму. Може, ама сега сте повторно во вашата комфорт зона. Она што сакам така прво кога ќе ги затворите очите, чинам и памтам дека убаво ми рековте дека одговорноста е секогаш поголема кога настапувате пред својата публика и кога ќе ги затворите очите ќе застанете на сцената и ќе ве навратам назад повеќе од 20 години, уште кога со вашата мајка започнувавте да пеете. Каква беше вашата кариера? Кои слики ви поминуваат? Колку сте задоволен од тоа во кој правец се оформи вашето име и презиме светски веќе познато? Сигурно ќе лажам ако кажам дека не сум задоволен. Се разбира, во текот на 20 годишна кариера постојат и падови и успеси. Тоа е, да речам, природно, нормално. Што била дека и потребно. Веројатно и потребно да е сето тоа така, меѓутоа битно е по сите, долку има непријатни моменти и ситуации, да човек знае да стане и да продолжи сепак кон нагорна линија. Напротив, тие да речеме дека се еден вид искуства во тој на тој професионален пат. Ако се присетам за сите моменти, јас споменавте мајка ми и така натаму, тука се присетувам на детството кога таа како солист на Македонската опера и балет, јас сите нејзини улоги ги познавав на памет и се трудев да ги пеам во домашни услови и не само да ги пеам, туку и да ги емитирам тотално сцените во кои што таа ги пееше одредени улоги. Значи, стававте ли свој печат во тоа? Сигурно да. Многу било сигурно симпатично. Да, штета што претпоставам нема ни една снимка од тие мои имитирања на мајка ми како дете. Сигурно би било интересно дури и за мене да се видам како сум изгледал. Оние светски, се извинувам само се надополнам, оние светски успеси, достигнувања кои што вашето име и презиме го буквално нема кој не го познава на оперска сцена. Колку ве направија горд, колку наназад кога баш тоа билам кога ќе застанете, кој дел од вашата кариера мислите дека беше за вас отворање на портите? Мислам дека постојат неколку моменти во овие 20 изминати години кои што беа пресудни. Меѓутоа, самиот факт што успеав дебито пред точно 20 години, значи некаде во февруари, 22 февруари 2003 година, да се случи во една голема оперска куќа со врвен диригент, со врвен режисер, тоа помогна да од првите моменти веднаш настапувам на високо ниво и веднаш да склучам договор со голема менаџерска куќа. Втор момент би рекол дека се разбира настапот во Миланска скала,
бидејќи самиот тој настап одеше директно на повеќе телевизии во светот. И од тој момент би рекол дека повеќе и не се грижам за мојата кариера, што сакам да кажам со тоа не се грижам. Имате тим кој што работи за вас? Не, да, тоа е едноставно нештата си одат по природен начин, не треба секогаш јас да му се јавам на менаџерот, леле што ќе имаме следната година, ваму таму, туку самиот ми се јавува и ми известува, имаме ова и ова, ќе постигнеш ли? Дури лани во јуни настапува во Трст и беше таму мојот менаџер, разговаравме за 2023 година, значи за оваа година, и ми велеше, ама не сакаш ли малку да имаш некој слободен ден? Викам, не. Слободни ден е на 90 години. Сега, викам, може да прифатиме сето тоа што е предвидено, сето тоа што е понудено. И така што, да, би рекол дека тие моменти, особено на вториот што го споменав, беше пресуден во мојата кариера. 2003 година е спомена настапот во операта, во Римската опера, кога всушност е и, нели, предпоставувам настанот од каде што почнува, нели, ова одбележување, 20 години кариера. Ако те вратам, нели, во средно училиште, најверојатно најдобра одлука ќе кажете дека ти била одлуката заедно со твоето семејство да се школуваш во Италија со врвни уметници и педагози, но 8 години пред тоа прва награда Благој добива во Македонија. Мора да кажеме, 95-та година е тоа, Македонски национален надпревар по музика. Токму така. Значи, уште пред таа 2003-та наградите се нижат од 95-та година. Со ова само уште едно дополнување, сакам да кажам, потекнуваш од музичко семејство. Го познавам и брат ти лично, новинар е, во други водие, меѓутоа има одличен глас. Можеш да биде и пејач. Да, има и брат ми има одличен глас. Исто како Благој да го слушаш, да. И тоа би бил тенор и брат ми во секој случај. Па, први да напоменам нешто околу 20 години за кои зборуваме. А и во врска со концертот што ќе се случи во сабота, бидејќи за мене бројката 20 не да речам дека не е достојна за одбележување, меѓутоа би сакал 25 да биде оној голем јубилеј, да направам нешто многу поголемо. Ова во сабота и затоа и го нареков првите 20 години. Ако видите на целиот рекламен материјал, не пишува никаде јубилеј од 20 години, туку пишува првите 20 години. Тоа е интересна порака, неслучајно е така наречено, заради тоа што оставам простор 25 годишнината да биде голем јубилеј. И ова ќе биде на вечер малку поинаква, бидејќи нема да има само пеење, туку ќе има малку изборување, ќе има перипети, анегдоти од сиве овие 20 години и би сакал на тој начин да создадам една поинтимна атмосфера со публиката во Македонската опера и балет. А кога ќе се случи јубилејот за 5 години, имам веќе идеи во главата, што ќе биде нешто поинакво. Ќе почнеме да го организираме за едно 3,5-4 години. За првата награда прашав, само да се надоврзам на ова што го кажа, дали знаеш колку убаво делува на наша возраст да прочиташ првите 20 години. Не си свесен каква убава емоција предизвика кај публиката, очигледно со пораката. Навистина го зборам ова, јас кога ја видов првите 20 години, викам, има време уште за нас. Некако оставаш порака дека животот не се годините, значи не знам како да го пренесам тоа, меѓутоа ми ја сваќаш поентата. Во никој случај, јас не чувствувам ни умор во ниеден случај, напротив, колку повеќе настапувам, колку повеќе пеам, толку повеќе имам ентузијазам и енергија, би рекол, за повеќе и да настапувам. Во врска со онаа прва награда која што ја споменуваме, да, се сеќавам, тоа беше на еден, не знам дали постојат се уште тие државни надпревари по музика. Тогаш постоја, додека учев јас средно музичко образование во Скопје. И мислам дека тогашната моја професорка по пеење во средното, Марија Николовска, малку и во последен момент одлучи, ајде, бажаме, ви каже, пробај и ти да се надпреваруваш. И јас дури не бев ни свесен толку. Отидов на тој надпревар на
некои си таму 15-16 години, само онака како да си пеам во училница или во домашни услови и испадна прва награда. Сосема случајно и неочекувано. Може би затоа беше и посладко. Па да, тоа сакав да кажем, кога немаш очекувања и се припушташ само на оној дел кој што најдобро знаеш да го правиш. Од 2008 година Благоје македонскиот амбасадор на културата во Италија. Ако кажам дека си нашата гордост надвор од нашите граници, каде да си настапувал, буквално си амбасадорот на културата, не само официјално во Италија, туку насекаде во светот. Оно што сакав да те прашам е една сосема друга тема за која што е убаво да се зборува малку, како можност и прилика да се отворат некои други патишта тука во Македонија, во делот на културата и уметноста. Зошто? Се чини перцепцијата дека уметникот за да успее, за да изгради својата кариера, треба да замине од државата како уметник во делот на уметноста, на културата, за да постигне светски резултати. Па, веројатно... Велам за новите генерации. Може би треба малку повеќе во уметноста, во културата, тука кај нас да се вложува. Да, во секој случај, меѓутоа да не забораваме дека полето е мало. Односно, нема толку голем простор за да се напредува, односно за да се креира во однос на уметноста и во однос на уметностите. Особено на овие уметности кои што се изведувачките, како мојата, со самиот факт дека ние имаме само една оперска куќа. И колку да има добри, квалитетни млади кои што излегуваат од факултетот за музичка уметност во Скопје или ако се школувале надвор, не е битно. Едноставно од практична гледна точка не може да има доволно простор. Да. Бидејќи не може да ги задоволи на сите нашата национална куќа нивните потреби. Нивните потреби, тоа сакав да го кажам. А од друга страна, оваа професија е сепак една од најглобализираните. Така што ако еден уметник настапува, јас не се сметам за себе си дека настапувам некаде, јас настапувам секаде, се чувствувам како припадник на планетава, Земја. Оперски пејач што припаѓа на оваа планета, бидејќи навистина ја вртам од сите страни. Па да. И ми се случувало и во буквална смисла да имам настапи, да полетам од тука, па да завршам во Токио, па да ја свртам планетата во Торонто, па пак да се вратам. Мислам, тоа е така. И така што може би не е тоа во оваа професија репер да се разговара надвор внатре. Едноставно полето е толку глобализирано, а во денешно време би рекол дека младите имаат и поголеми можности од нас, од кога јас започнував, бидејќи јас кога започнував, кога јас заминував на школување надвор и така натаму, се уште постоја визи за македонските граѓани. Тоа веќе не го постои. Немаше толку интернет, немаше социјалните мрежи. Сега со сите овие елементи заедно, дури олеснето им е на помладите. Само треба да бидат добро посоветувани и добро насочени. И може би да не послушаат нас поискусните. Ова убаво. И повеќе храброст. Храброста е... Некогаш гледам дека како да се нема храброст. Застанувам, одам и готово. Храброст и за ризик. Ако се изгориш, се изгориш. Ако не се изгориш, ако ти оди добро, одлично. Меѓутоа, јас лично сметам дека треба да се ризикува во животот. Доколку сака да се постигне нешто, особено во професии како мојата. Светскиот наш, кажа светски, дефинитивно уметност. Не само ети во вашата дејност, воопшто уметниците кои што и така го перцепираат светот како нацовски, верувам дека секаде се и добре дојдени и прифатени, бидејќи уметноста е на целиот свет.
Но многу е важно да се сподели податокот дека што и да правиш, каде и да правиш, секогаш си доаѓаш дома. Но не само дома да ги јадеш сармите на мама, да ги пробаш сармичките на мама, туку и на публиката да исподелиш убави доживувања на сцената. Како те пречика сега Со со каква сарми. трпела? Така видов стори затоа и кажам. Значи предпоставувам дека има и други работи освен сармички, кифлички. Ване е подготвен, гледа. Да. По секој Ќе се случува убаво нешто, убава бура на емоции на 4 февруари надевам. на сцената. Па добро, и со оглед на сите и луѓе кои што се дел вклучени во целата организација, во целиот тим, верувам дека ќе биде така, ете колегата Огне Јански ќе биде водител, верувам дека со неговиот шарм глас ќе даде уште поголема тежина на целиот настан, по филмски ќе го направи тоа, да по театрално. Дури поради неговиот глас некогаш и ме става, ми создава комплекс колку е убав. Тука Наде Талевска ќе биде исто така. Наде ќе биде гостинка, еден млад баритон, Васко Здравов, кој што сега започнува да добива по важни улоги во македонската опера и балет и мислам дека има убава иднина пред него. Ќе свири Јанинка Невчева и да, се надам дека вечерта ќе биде навистина, како што рече пред малку, дека ќе створи една убава атмосфера и филинг помеѓу нас изведувачите и помеѓу публиката. Да. Ние повозрастните би рекле вибрации, по младите вајб. Да, или на пример за вас уметноста е живот. Да. Буквално бидете вака полни со живот и нека бидат првите 20. Да, За вторите, третите, тука сме... Добро што ги спомнавте и третите. Да, ги информирам. Навистина планирам да има и трети. Но пази што зборуваш, за нас водителите има пензија, меѓутоа за уметниците, за оперските пејачи нема, си настапуваат на сцени на 80 години. Додека држи гласот, да. Да, па и нас дека не држи гласот и стасот и се. Добра. Па истото и кај нас. Да, истото, да. Драго ми е што ти драго ми беше. И мене ви благодарам и беше навистина пријатно. Благодарам. И покрај раното станување. Добро. Гледаш. Готово. Благодарим уште еднаш.